Наместо да се посветиме на садењето кое ни е во полнек, ние секој ден се шетаме до банките каде чекаме со часови за субвенциите, кои ни се ем задоцнети, ем обезвреднети. Ова вака никогаш не било. Се жалаат тутунарите на уште 3 работни дена пред истекот на крајниот рок за исплата на субвенциите. Години уназад, да речам, пред 4-5 години субвенциите, например, после откупот за месец дена се припрема документите, после месец дена се исплаќаат субвенциите во рок од 2 до 3 работни денови. Никош ова не било, да речам, 9 работни денови. Наша предпоставка е дека ќе остана луѓе не исплатен. Че ги праќа во платежна агенција, че ги праќа во министерство, овдека во подачни министерство, во прилеп, да речам, во подачните министерства во што се во градовиве, и може да ги зема тек онаму, да речам, на крај на годината. Заради континуираниот игнорантски однос на власта кон земјоделците воопшто, а посебно кон тутунарите, кои и годинава треба да работат за катастрофално ниски откупни цени, а со скапија која го пробива и таванот, Ангелески е убеден дека тутунопроизводството во Македонија умира. Едноставно, тутунопроизводство година за година ќе изумри, едно од државата, едно од нагорниве цени, едно што народот си бега. Откупните предпријатија си планира према договор 24 милиони, но наша предпоставка е негде околу 15 милиони килограми да биде максимумот што се откупи. Следствено на сите овие состојби и бидејќи власта се откажала од селата и земјоделците, тутунарите уште на почетокот од неделава упатија апел за приклучување на престојниот протест закажан за утре вечер. Излезот од сето ова, излезот од кризата во која што се наоѓаме, го гледам во смена на власта, да ги повикам сите земјоделци, особено тутунарите, на 18 јуни, масовно да се вклучат во протестот на опозицијата, се со цел промена на власта. Инаку, според најавите од платежната агенција, исплатата на 2 месеци за доцнетите субвенции треба да заврши на 22 јуни. Досегашниот начин и темпо на исплата создаде многу сомнежи кај тутунарите, а лути се и заради обезвреднетоста на средствата.